За Штипјанецот Горе Маринковски Дауновиот синдром воопшто не представува проблем за остварување на неговите соништа. Иако е без формално образование за актер, во неговата биографија се запишани многу главни и споредни улоги во театарски представи, краткометражни и документарни филмови. Негова пасија се македонските народни приказни, актерите и фолклорот. Желба му еден ден да направи филм за неговиот татко, кој бил репрезентативец во борење. Баба си поминувам, студено, ама издржам некои работи и са стари. Песни на Васка Илиева, на Георги Колосов, некои приказни. И за тоа многу сакам да работам, да ги изтрглям тие работи, како стари видеоматеријали. Лицата со попречено се заборавени и отфрлени од институциите. Барем таков впечаток има таткото на Гоце, Добре Маринковски. Потребна е поголема инклузивност во општеството, која кај нас во најголем дел од случаите е само на хартија. Вредни Гоцката е свака му час. И поштован у градо, и ценет, и вреден. Со секој се поздраве, секој дигне рака. Нема да ти е мило да видиш со нив по чаршијата. Меѓутоа не се дружат, немат не да уточиш дека ќе се видат, се разберат мислење. Не знам, запоставени. Гоце има 39 години и живее со своите родители. Корисник е на паричен надоместок за помош и нега од друго лице. До сега нема работено, не дека не сака, туку нема каде, објаснува неговата мајка. Сака да дипли и пегла. За среќа, како што вели, имат пристојни пензии, па на нивниот син можат да обезбедат подобар живот. Со 6.000 динара сега и ги дават тие 6.000 динара, без здравствено, без ништо, без да имат никој со ни да се грижи некој за ни, тие деца не можат да обстанат. Не знам како би продолжиле со живот. За сега во Македонија нема регистер за бројот на лицата со Даунов синдром. Се соочуваат со бавна проценка и со недоволен број на асистенти. Среќата што има Гоце не важи за сите. Голем дел од нив се уште се стигматизирани и не можат да го најдат својот пат под сонцето.